во рамки на проектот се предлага на кој начин да се поддржат градежните фирми во обезбедување на квалификувани работници, пред се оние кои што се директно инволвирани во градба, за да можат да ги имплементираат овие мерки за енергетска ефикасност. Се работи за еден поголем проект кој што треба да трае до 2020 година и каде што сега се подготвуваме за аплицирање во ноември за вториот проект, каде што би требало да се обезбеди конкретната помош на градежните фирми за обезбедување на квалификувани работници. Сакаме, значи, со овој проект, кој што е паралелно тече во 30 европски држави, значи, да се зголемат вештините на сите учесници на градба при градба на објекти, енергетски ефикасни објекти. И се работи, значи, тука за повеќе професии кои што треба да од постојните професии, значи, да се подобри нивните вештини или нови професии кои што ќе се исто така финансираат. Значи, тука ќе имат учесници подобрување на она што значи дел од образовниот процес и многу практично нови обучувачи кои што ќе работат на обука на овие учесници, директни учесници, тоа се уствари работниците во градежништвото. Тоа практично би биле, значи, едно 10 професии: зидари, фасадери, столари, изолатери, електричари, учесници во делот на монтажа на обновливи извори на енергија, инсталатори за подобрување на грејењето, значи се што она практично со еден збор што ќе го подобри и ќе ги подобри ефикасни и ќе направи новите објекти, па и подобрување на новите и старите енергетски поефикасни објекти да бидат. Доколку се применат стратегиите за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија, според анализата недостасуваат минимум околу 9600 работници и максимум 16020, доколку сегашниот тренд за изградба во Македонија и работењето на градежните фирми остане исто. Меѓутоа, ако се зголеми, тогаш и тој број на потребни работници ќе се зголеми. Многу е поважно дека постои голем распон во потрошувачката на енергија по метар квадратен во Македонија и доколку сакаме да ги следиме европските стандарди, тогаш се неопходни да се реализираат овие владини планирани стратегии за реконструкција и примена на нови енергетски стандарди во градењето на објектите.